Веќе трет ден полицијата молчи за сторителот на убиството на фудбалерот Мартин Јанушев, кој со неколку куршуми во главата беше застрелан пред неговиот дом во Скопски аеродром. Многу прашања останаа отворени, а молкот од страна на институциите дополнително ја зголемува грижата кај јавноста и стравот кај граѓаните. Пред камерата на Алфа ниту денеска никој не сакаше да зборува за убиството на фудбалерот. Зад камерата вела дека ова било голема трагедија. Комшиите вознемирени сведочат дека вечерта слушнале 4 истрели од огнено оружје. Кога виделе што се случило, веќе било доцна. Вела дека момчето лежело пред влезот на зградата без знаци на живот. Пред камерата не сакаа да зборуваат ниту соседите од околните продавници. Вела дека се доста вознемирени од она што го виделе. Посочуваат дека пукањето ги вознемирило сите кои живеат во близина, како и гостите кои тоа време биле во околните кафулиња. Ова е местото каде беше убиен поранешниот фудбалер Мартин Јанушев во Скопски аеродром на улицата Владимир Комаров. Во него било пукано од непосредна близина со огнено оружје. Веќе 2 дена полицијата молчи. Како што веќе објави дел од медиумите од извори во истрагата, убиецот на Мартин Јанушев одлежувал казна затвора за време на убиството, бил пуштен на слободен викенд. Се работи за 25 годишно момче кое служело казна затвор од 6 години поради трговија со наркотични средства. И тука останува отворено прашањето кој пуштил криминалец на слободен викенд. За молкот од МВР и за обидите да се заташка убиството, одговорност ќе треба да поднесат повеќе лица. Деновиве врие и на социјалните мрежи. Бурно реагираат за она што ја потресе јавноста. Инаку инцидентот се случил во петокот попладне 40 минути по 17 часот пред зградата на Ред кафе во Скопски аеродром. Напаѓачите му пришле пред влезот на фудбалерот, го застрелале и веднаш побегнале оставајќи го пиштолот зад себе. Неофицијално убиството го извршиле двајца, а идентитетот на еден од нив е познат на полицијата. Тие засега се во бегство. Опозицијата јавно запраша дали истрагата се одолговлекува поради блискоста на високи кругови на СДСМ со убиецот на Јанушев. Причините за лошите резултати ги гледаат и во партиската инвазија на СДСМ во МВР, каде во фотелите се сместија несоодветни партиски кадри на местото на професионалци. Прашањето што се поставува во моментов гласи: кој му е дал оваа предност на убиецот и зошто тој добива ваков третман? Зошто нема потерница? Каде се снимките од безбедносните камери? Зошто се крие со каков автомобил се движеле? Министерството за внатрешни работи го нема. Исчезна и Оливер Спасовски, кој љубеше да држи пресконференции за мачки што гребеле автомобил. Граѓаните се загрижени за сопствената безбедност заради неефикасноста на полицијата командувана од кадри на СДС. Се поголеми се и сомненијата дека намерно се одолговлекува со истрагата. Дали е тоа заради политичката блискост на сторителите со високи кругови во власта, како се говори на големо по социјалните мрежи. Веќе 3 дена граѓаните се во страв и загрижени за нивната безбедност, а медиумите и невладините организации се плашат да прашат зошто Оливер Спасовски спие. Убииците се охрабруваат со несоодветното и бавно постапување на МВР. Тоа е цената што сите ја плаќаме на политичкото разместување на професионалците и поставувањето на неспособни партиски кадри на нивно место. Утрото точно во 5 часот и 18 минути граѓанин пријавил дека на улицата Антон Попов, населба Киселавода, Скопје, од страна на непознати сторители од возило во движење биле испукани проектили од огнено оружје, пошто возилото со голема брзина го напуштило местото и се упатило во непознат правец. Полициски службеници излегле на лице место, извршено увид и подигнати се предмети за вештачење. Се уште нема никаква информација околу случајот и сторителите. Безбедноста периодов е на многу ниско ниво, вели за Алфа Милан Стефановски, експерт за безбедност. Тој цени дека криминалците го користат и злоупотребуваат ослабениот државен апарат. Убиството во аеродром која потресе јавноста е многу дрзок чин и на тој начин се праќа лоша порака на страв меѓу народот, како дома, така и надвор. Оценува Стефановски, вели дека е неодговорно по едно вакво свирепо убиство, класична ликвидација, министерот да молчи и да не даде ниту една информација околу тоа. Генерално е безбедносната состојба да дефинира како доста сериозна. Станува збор за нарушување на внатрешната безбедност на Република Македонија. Мислам дека додворувањето во контекст на пред изборите во однос на законот за амнестија и ослободувањето на неколку сумничени лица за криминал си го зема данокот, конкретно мислам за убиството во аеродром. Не се сеќавам дека во последниве 10-15 години има таква дрска екзекуција која тргнеме на страна убиството на Диливер Бојко Леко
кој е ликвидиран исто на ист начин, значи со елементи на екзекуција, бидејќи убиство со 4-5 куршуми во глава дава сериозен елемент дека станува збор за професионалец. Во конкретниот случај, јас сум сериозно загрижен, бидејќи методот на ликвидација на младото дете во аеродром говори за мафијашка пресметка, односно мафијашка порака можеби, бидејќи да убиете млад човек пред многу луѓе, пред многу сведоци и при тоа оружјето како доказ да го ставите, говори дека станува збор за професионални луѓе. Тука би направил една паралела во контекст на внатрешната безбедност и загрозувањето на истата, бидејќи индивидуалната безбедност е загрозена со ваков громозорен чин. И секако би ја поврзал со неумешноста и несмасните изјави на одредени политичари во контекст на изборите и нивните чекори, бидејќи законот за амнестија, најавата на ослободување на многу криминалци, ме загрижува тоа што Министерството за внатрешни работи можеби презема таа мерки, но јавноста не е сигурна во тоа. Значи ние немаме конкретни изјава од врвот на МВР